Обвинителството реагира и ги учи медиумите како да известуваат за тоа што предметите против полицајците поврзани со трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани останаа без обвинител. Советот на јавни обвинители ја тргна обвинителката Ивана Трајчева од обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција, а со тоа и од предметите против полицајците. Сега од обвинителството го повикаа и Сдруженијето на новинари и како што велат други професионални организации да апелираат и да го гарантираат почитувањето на етичките стандарди за известување и воздржаност при јавно коментирање на вакви трагедии. Апелираме и до сите останати повикани јавно одговорни чинители да придонесат за ефикасност на постапките, но и за одмереност во јавните настапи и коментари, каква што налага сериозноста на последиците и колективната траума, предизвикана од пожарот во Пулс. Имајќи ја предвид сериозноста на овој настан, сите јавни личности кои имаат општествено влијание треба да внимаваат да не предизвикуваат неоснован немир во јавноста преку изјави, објави на социјални мрежи или било која друга форма на јавно изразување која би била вознемирувачка. Реакциите на дел од јавноста, но и на роднините на жртвите на вчерашниот протест беа дека не сакаат обвинителката која 10 месеци ги работеше трите истраги, сега да биде тргната од предметите. Трајчева сама ги поднесе трите обвиненија против вкупно 23 полицајци, а веќе едно од судењата е при крај. И покрај тоа што се отвори прашањето дали со ова се одолговлекува процесот, од обвинителството и денес обедуваат дека итно ќе назначат нов обвинител кој ќе ги застапува предметите пред суд. Од ЗНМ и новинарскиот синдикат со осуда за ваквата реакција на обвинителството, на која му одговорија дека по неизборот на обвинителката во јавноста со право се поставија легитимни прашања за тоа дали ова може да значи одолговлекување на постапката. Повикот на основното јавно обвинителство за гаранција и воздржаност при известувањето, а при тоа не посочувајќи во кои случаи се прекршени етичките и професионални стандарди на новинарската фела, може да се разбере како обид за замолчување на јавноста и стишување на критичките тонови, односно попречување на слободата на говор. Ова го истакнавме и во директната комуникација со обвинителството, со цел да се надминат можните недоразбирања што можат да настанат од денешното соопштение на јавното обвинителство. И премиерот Христијан Мицкоски денеска ги подучи новинарите каде да се обратат за ова прашање, бидејќи тоа не било негова надлежност, иако пред само неколку денови му даде повеќе задачи на новиот обвинител. Јас мислам дека ова прашање треба да го поставите, ако не се лажам, на Советот на јавни обвинители. Тие се тие кои што би требало да дадат одговор. Јас навистина не сум запознат, бидејќи како претседател на владата не одлучувам за избор или неизбор на обвинители. Советот на јавни обвинители во петокот гласаше против Трајчева, меѓу кои и ново назначениот државен обвинител Ненад Савески. Тој во изјава за медиумите рече дека нема да се одложи ниту едно рочиште поради промената на Трајчева, но не беше дадено објаснување зошто не беше реизбран, освен тоа дека се дава шанса на други обвинители.